Секогаш, кога зборуваме или се подсетуваме на Наума Охридски, неговото име асоцијативно се надоврзува на Климентовото. Така било и во далечните 9 и 10 век, кога нивната работа се одвивала паралелно или последователно. Во секој случај, и денес во Охрид и Охридско остануваат и двајцата да живеат во нераскинлива врска, во нераскинлив континуитет и во најсовремената традиција. Не случајно започнува најстарото Наумово житие. И така, браќа, да не остане без спомен братот, другарот и сострадалникот на тој блажен Климент, со кого претрпел многу беди и страдања од еретиците, презвитерот Наум. Непознатиот автор на ова најстаро житие од 10 век, веројатно еден од учениците на Климента и Наума, дава податоци дека постоело и друго словенско житие за Наума, што се гледа од податокот. А јас, браќа, окаен, претрпев голем срам поради паметта на нашите блажени отци, кога сакав да им го најдам полното житие напишано од некој од нив, кои го познавале добро нивниот живот, но не го најдов. Но и јас знам малку, колку што ми кажаа самите блажени отци, се решив да пишувам. Славистиката до денес не успеа да го пронајде трагот на првите словенски опширни житија. Наумовото најстаро житие од 10 век е кратко, како и второто Наумово словенско житие што во ракопис од 16 век го пронајде македонскиот преродбеник Јордан Хаджи Константинов Джинот. Првото Наумово житие било пронајдено во Зографскиот манастир во Света Гора. Меѓу овие две житија хронолошки доаѓа поред на второ место грчкото Наумово житие. Меѓутоа, овој грчки извор од 13 век не дава посебни податоци и затоа не представува поважен извор од двете словенски житија. Врз основа на спомнатите извори, како и врз оние кои поопширно го следат животот на браќата Кирил и Методи, на Климент и Наума, може да се скицира животната врвица на Наума, не целосно, туку скромно, како што и самиот сакал да го мине животот, повеќе да биде од корист за другите, отколку да остави по некој податок за себе, за својата личност и за своето дело. Иако директно ќе насетиме голем интерес за просветна и културна дејност, преку еден самопрегорен, мошне тих и скромен темперамент и живот, Наум нема да го остави својот автограф ниту на еден спис, ниту на една творба, ниту на еден препис. Во изворите, Наум се јавува меѓу активните учесници и изведувачи на значајната и епохална за словените Моравска мисија. Во Моравија и Панонија, рамо до рамо со Кирил, Методи, Климент, Ангелари и Горас, работел врз ширењето на словенската писменост, словенската богослужба, бидејќи на моравците и панонците им биле туги германските проповеди. Наум ги следел словенските првоучители низ макотрпниот пат преку Венеција до Рим. Во вечниот град, Кирил и Методи ги донесле пред папата Адријан II моштите на римскиот папа Климент II. Методиевото опширно житие известува дека папата му наредил на еден епископ да посвети 3 ученици на браќата за свештеници, а 2 за читачи. Можната предпоставка за таа петорка е Климент, Наум, Гораз, Ангелари и Сава. Во второто словенско Наумово житие стои: Наум ги следел 20 апостоли до Рим, каде што папата ги ракоположил Климента и Наума со другите свештеници и ѓакони. Климент и Наум можеле да бидат ракоположени и за презвитери. По смртта на Кирила во Рим,
во 869 година, Наум со другите Кирило-Методиеви ученици се вратил назад во Моравското кнежевство и ја продолжил започнатата работа сега со Методија. По смртта на Методија во 885 година настапиле тешки часови за вредните ученици. Папата Стефан јавно го отфрлил Методиевото учење, прогласувајќи го за лажно и ја забранил словенската богослужба. Папата не ја исполнил пораката на Методија, не го признал Горазда за негов наследник, додека пак германскиот духовен представник Вихинг успеал да создаде омраза меѓу Светополк и учениците на Кирил и Методија. Светополк не можел да ја оцени нивната работа и значење за Моравија и за Панонија и дозволил тие да ги напуштат овие земји. Учениците биле најсвирепо прогонети, зашто ни зборува Климентовото житие од Теофилакт. Војниците, луѓе жестоки, бидејќи биле германци, поседувале и по природа жестокост, која ја зголемиле и поради заповедта. Ги зеле светите, ги однесле вон градот и откако ги соблекле, почнале да ги влечат голи. И со една постапка тие им нанесувале две зла – безчестие и страдање од студената магла која секогаш лежи во крајдонавските земји. Освен тоа, тие им ги допирале мечовите до вратовите, готови да ги забијат. Така измачени, понижени, голи и жедни, со помош на прилагоден сплав, еден помал број од учениците, меѓу кои бил и Наум, го минале Дунав и стигнале во Белград, кој тогаш се наоѓал во составот на бугарската држава. Управникот на градот, знаејќи за интересот на бугарскиот кнез Борис за просветени словени, ги испратил кај него во Бугарија. Наум Охридски од Белград допатувал со Климента во бугарската престолнина Преслав, каде што Борис ги пречекал мош непресретливо и откако ги дарувал, ги сместил Климент и Наума кај благородникот Ехач. Овде не останале долго, бидејќи набргу Климент бил поставен за учител во областа Кутмичевица, а Наум се мисли дека останал да работи во Преслав, каде што можел да примени многу од стекнатите знаења од Кирила и Методија. Климент останал во Кутмичевица до 893 година, до назначувањето за епископ во Велика. Истата година, во областа Кутмичевица, неговото учителско место го зазел Наум Охридски. Со истата упорност на претходникот, и Наум ја продолжил Климентовата традиција врз сестраното народно просветување и културно издигање. Во науката останува се уште отворено прашањето зошто овие најистакнати Кирило-Методиеви ученици не останале да работат во бугарската престолнина, туку така бргу го напуштиле бугарскиот центар, удобностите што им ги пружил кнезот Борис, и се упатиле на периферијата од тогашната средновековна бугарска држава. Една од предпоставките, што секако е популарна, е тврдењето дека и 20-та потекнувале од Македонија, поточно од Охрид и Охридско, и родниот крај можел да ги влече охридските просветители. Меѓутоа, постои уште една поприфатлива хипотеза, дека и Климент и Наум не останале во централна Бугарија поради воведувањето на кирилското писмо, зашто тие биле доследни следбеници на Кирил и Методија,
кои ја употребувале и ја негувале глаголицата. Кога Наум го наследил учителското место на Климента, како истомисленик со Климента, и тој започнал во практиката да го применува Кирило-методиевскиот систем. Ако и двајцата тоа не можеле да го остварат во централна Бугарија, во Македонија крај Охрид можеле мирно и непречено да ја продолжат започнатата традиција. Не случајно со оваа хипотеза се поврзува и мислењето дека под псевдонимот Црноризец Храбар се крие личноста на Наум Охридски. Во оваа смисла посебно треба да се истакнат истражувањата на чешкиот славист Милош Вајнгард. Храбровата апологија за буквите, ако се има предвид дека се однесувала на глаголските, одговара на сваќањата што најверојатно ги имал Наум. Покрај тоа, факт е дека глаголицата најдолго се одржала во Охридската книжевна школа. Најдобрите Кирило-методиеви ученици, меѓу кои е и Наум, придонесле за натамошно одржување на глаголицата. Кон ова може да се надоврзе и следниот цитат од Блаже Конески. Како негов завет пред великите учители да им ја налагал на Климента и Наума должноста да не се откажат од нивното писмо, ами со сите сили да настојуваат да им го предадат на поколенијата. Во славистиката до денес не е пронајден ниту еден ракопис, ниту една творба која со сигурност би се нарекла Наумова. Може би скромноста му налагала да се крие зад некој псевдоним или да остане анонимен автор, како што тоа често се случувало во средниот век. Кон ова упатува неговата просветителска дејност првин во Моравија и Панонија, а потоа во Преслав, за да заврши во Кутничевица и во Охрид. Наум Охридски, наследувајќи го Климента во 893 година во областа Кутничевица, развил мощна значајна културно-просветна дејност и ја продолжил традицијата на Охридската книжевна школа, која во славистиката ќе го добие називот прв словенски универзитет. Веројатно, во својот изграден манастир крај Охридското езеро деноноќно работел, ако не на оригинална книжевност, тогаш сигурно на преведувачка и препишувачка дејност. Покрај со педагошката дејност, Наум се истакнал и како вешт организатор на православната христијанска црква и служба, не заборавајќи ја по широката културна дејност, како што тоа го правил пред него Климент Охридски. По така развиената сестрана дејност, Наум се повлекол во својот манастир крај Белото езеро, во тишина крај изворите на реката Црн Дрим. Според најстарото Наумово житие, манастирот бил изграден во 900-та година, а според второто словенско Наумово житие во 905-та година. Во тој манастир на 23 декември 910 година починал Наум. Климент, кој поживеал уште 6 години по него, имал можност да го погребе својот сакан животен сопатник.
Константин Брегалнички во прозниот пролог од поучителното Евангелие ни оставил конкретни податоци за поттикот што го добил да го состави спомнатото Евангелие од Наума. Ете зошто и јас, смирениот Константин, убеден од твоите молби, брате Науме, и од спомнатите горе заповеди, се поклонив пред твоето смирение. Францускиот славист Мазон забележал интересна легенда за Наума, која ја потенцира неговата светечка семожност. Тоа е кај нас познатата легенда за Свети Наум и мечката, која ја објаснува фреската на влезната врата од манастирот Свети Наум, на која е представена слика како Свети Наум ора со впрегната мечка во плугот. Текстот на легендата го презентира следниот случај. Мечката му го изела волот на Свети Наум, со кој тој орел. Семожниот Свети Наум ја скротил мечката и таа мирно впрегната во плугот почнала да ора, заменувајќи го волот. Во преданијата и легендите, угледот на Наум Охридски е поврзуван со углед на семожен лекар-чудотворец, кој ги лекувал умоболните, песчедните жени, кожните заболувања кај луѓето. Непобитно е дека Наум им помагал на луѓето сестрано, исто како и Климент. Веројатно збогатен со знаење во некоја византиска школа, Наум можел да биде упатен и во некои области од медицината, на нивото што тогаш го достигнувала науката воопшто. Може би овде му се укажала можноста да ги примени пошироко своите знаења, како што и Климент покажал интерес кон агрономијата.
почитта кон Наума, охридскиот учител, просветител, лекар и добротвор, може би е највидна кога на 3 јули се прославува неговиот празник во истоимениот манастир. Тогаш најчесто меѓу луѓето се прераскажуваат интересни кажувања поврзани со Наума, а најчесто поврзани и со Наум и со Климент Охридски, за спасувањето на Охрид од разновидните непријатели, за излекуваната ќерка на бегот, за подарокот што го добил Наум, за украдените предмети од манастирот, за Свети Наум, кој што и денес шета околу манастирот. Народните преданија и легенди поврзани за животот и дејноста на Наум Охридски, кои се уште живеат во населението од Охридско и низ цела Македонија, недвосмислено укажуваат на неговото значење и присутност во нашиот сегашен живот и култура. Манастирот Свети Наум остана како нераскинлив дел од историското минато од 10 век, а и денес останува како собиралиште на луѓе кои со почит доаѓаат во неговиот манастир пред неговиот гроб, со што е поврзана легендата за живото срце на Свети Наум кој отчукува и денес.